Одлично е чувството кога Македонија или Скопје е местото каде поради голем спортски меѓународен настан се собираат и надпреваруваат спортисти без разлика за кој спорт станува збор. Почетокот на оваа година во Скопје ќе ги собере младите пинг-понг надпреварувачи од Европа, затоа што нашата метропола е домаќин на Европското пинг-понг првенство за надпреварувачи до 21 година. Мојата желба е денеска да дознаеме дали овој спорт, кој во прво време е асоциран на рекреација и забава, е популарен во Македонија, што се случува на домашната и на меѓународната пинг-понг сцена. Зошто токму ние сме домаќини на еден континентален собир, како тоа сме го заслужиле и дали имаме капацитет да одговориме на организацијските предизвици со цел надпреварувачите да се чувствуваат пријатно, но истовремено да бидат испочитувани сите правила и протоколи со цел непречено и фер надпреварување. Мој денешен гостин во Ферплей е председателот на Пинг-понгарската федерација на Македонија, господинот Горан Тиловски. Пинг-понгот е за прв пат тема во Ферплей, меѓутоа тоа не е случајно. Оваа година и месец јануари ќе го одбележи еден убав настан, а тоа е Европско пинг-понг првенство за млади надпреварувачи до 21 година, еден убав континентален собир кој што во секој случај не случајно ќе се одржи во Скопје, меѓутоа зошто е тоа така? Дали пинг-понгот е навистина популарен спорт во Македонија? Дали благодарение на некои минати искуства ние заслуживме да бидеме домаќини, како течат оние последни подготовки, се ова ќе дознаеме преку денешниот разговор. Имам еден гостин во студиото, но ќе најавам уште сега, ќе имаме едно мини вклучување на една од нашите репрезентативки, така што мислам дека ќе ги дознаеме сите потребни и интересни детали. Ќе му посакам добри дојде во студиото на првиот човек на Пинг-понгарската федерација на Македонија, тоа е господинот Горан Тиловски. Добро дојдовте во Ферплей. Добро ве најдов. Како прво да ви се заблагодарам на поканата. Мислам дека имаме убав настан кој што треба да го промовираме, а и у исто време можеме и малку да позборуваме за пинг-понгот. Така да уште еднашка благодарам. Скопје да биде домаќин на ваков голем настан сепак е чест, привилегија, но е и среќа. Зошто да немаме што повеќе вакви настани? Покрај ова би рекол и голема одговорност и за нас. одговорност. Да. Сега затоа вие ќе ми кажете како тоа од вашата гледна точка изгледа. Прво, зошто? Зошто е баш Скопје домаќин на ово европско првенство? Нема ништо случајно во организација на еден ваков настан, некој случајно да го додели онака без некое искуство или без некоја, да кажам, добра референца, не се случува. Во овој спорт прилично етаблиран, така да ние како федерација прилично интензивно работиме на темата, активни чинители сме, да кажам, во организација на доста надпревари и ова е некој континуитет, да кажам. Ние веќе сме биле организатори на два врвни светски надпревари од светски калибар, значи во текот на септември минатата година и пред таа организиравме два турнира од светската серија на Светската федерација за најдобри млади играчи и така да наш следен чекор беше и логичен, можеби ние тргнавме малку и од потешкиот пат од светскиот настан па да одиме на континентален, но мислам дека ние бевме, да кажам, во наводници пратени доста време во однос на кредибилитетот како организацијата течеше и мислам дека стекнавме кредибилитет и на континентално ниво и еве за прв пат во државата организираме европско првенство, така да нема ништо случајно, доста работа инвестирано, доста инвестиции, доста труд, така да и после завршена инспекција од неколку пати, еве се случи во текот на јануари, како што кажавте, во период од 24 до 28 јануари, Пинг-понг Федерацијата на Македонија ќе биде организатор на еден врвен континентален настан, прв пат во државата, за категорија младинци или помлади сениори до 21 година. Да, младите наши сили и надежи. Добро, околу деталите за европско ќе позборуваме, но некако сакам да одиме поред, затоа што верувам дека и меѓу оние кои не следат,
Ки има такви луѓе, такви гледачи кои ќе речат чеке бре малку пинг-понг сега. Значи нели е тоа рекреативна некоја спортска активност. А во Македонија од друга страна, јас сега малку подетално истражив, не само што имаме федерација, имаме 30 или над 30 клубови кои што се надпреваруваат. Имаме мажи, жени, млади, сениори. Учествуваме и на меѓународни надпреварувања и сега целата таа слика делува прилично сериозно. Рамо до рамо со другите големи репрезентации, да речем. Претпоставувам дека веќе сте добиле некоја позадинска информација. Точно е, Пинг-понгарската федерација организира прилично екстензивен и интензивен национален систем на надпревари. Има околу над 30 клубови кои што се активни. Нашиот национален систем трае во континуитет преку цела година. Можам слободно да кажам дека ние немаме слободни викенди. Значи, нашите надпреварувачи редовно. Ние сега, еве, за среќа е зимски распуст, мала пауза. Имаме, еве, наскоро ќе имаме и преоден рок во јануари, но почнуваме многу брзо. Веќе февруари, март почнува втората полусезона и добро спомнавте, нашата организација, нашиот национален систем се состои од машка лига и тоа имаме Суперлига, имаме машка лига, прва лига и имаме втора лига. Така да во делот на машки тоа е прилично екстензивно. Исто во делот на женскиот спорт имаме Супер лига за женски сениори и понатаму се спуштаме надолу, активни сме во јуниорскиот дел, имаме посебно организирана јуниорска лига за девојчиња и за машки. Така да сите овие надпревари да ги вклопиш во еден национален систем е прилично, да кажам, изискувачко. Значи, таа машинерија работи константно, доста инфраструктура се вложува, интензивно се носи опрема, се барат организатори, али сето тоа ние прилично фино го имаме склопено. Дали насекаде во Македонија може да се каже дека е достапен овој спорт, затоа што и за младите и нивните родители е тоа важно, нели, да може близу, да има клуб, да има каде детето ќе тренира. Ние се обидуваме да бидеме присутни во сите градови. За среќа, да кажам, присутни сме во поголем број градови. Некаде немаме присуство, но имаме план, намера и да пристапиме некаде и проактивно онаму каде што нема, се обидуваме. Не оди се лесно, тоа е, да кажам, зависи повеќе од иницијативата во самите градови, но се трудиме. Присутни сме во сите поголеми градови, и во истокот, и во западот, така да во Скопје исто. Нормално има доста клубови, така да генерално распределено е секаде, но има и неколку места каде што немаме и ќе се обидеме, еве, доколку е во можност во следниот период да влеземе во наводници и во тие градови. Младите, дали имаат доволно голем интерес за пинг-понг, значи дали самите на некој начин се пријавуваат, почнуваат да се заразуваат со овој спорт, или мора малку постратешки да се пристапи за да тие млади дојдат и се обидат да играат пинг-понг? Како спорт, не би рекол, нели, како индивидуален или него од помалите спортови, имаме стварно некои потешкоти, бидејќи не само во нашата држава и надвор, тешко е да се бориш со оние попознати спортови, на пример, пинг-понгот да се бори во наводници со фудбалот, со кошарката, со ракометот. Логично е дека поголем дел од младите луѓе се приклонуваат кон овие попознати спортови и таа тенденција е присутна и тук. И ние со тој факт мора и да живееме. Затоа што тоа бара малку подолг период за да се избориш. Сега ние како федерација сме активни, сме присутни, еви и самото присуство тука во емисијата дава некоја промоција на спортот, но се обидуваме да анимираме. Се обидуваме да анимираме преку повеќе. Некои се стратешки мерки, некои се по микромерки, но се обидуваме да ги анимираме затоа што ние како федерација директно не настапуваме. Ние мора да ги анимираме нашите членки, па тие да настапат, да кажам, према тие да бидат што ќе ги привлечат. Кој што ги привлече. Нормално ние се обидуваме преку некои други иницијативи да го поддржиме младинскиот спорт, да ја поддржиме клубовите преку опрема за да може, нели, да биде полеснето играњето и се, да кажам, бројките, нашите бројки покажуваат раст. Дали тој е доволен раст?
Тоа е веќе второ прашање, тоа треба период додека тоа, да кажам, се тркалото да се заврати фино, но во последниот период, пошто јас можам да кажам, отколку ево овој мој втор мандат, бројките покажуваат раст. Дали, ако ме прашате мене, дали јас сум задоволен, можам да кажам дека има области каде што сум задоволен, има секаде можности за подобрување, но генерално тенденција е и се трудам, како не само како јас како председател, туку и целиот управен одбор и луѓе кои што работат, да се обидеме заедно со клубовите да ја направиме приказна. Супер ако привлечеме повеќе и деца и возрастни, но кои ќе бидат тие луѓе кои соодветно ќе работат со нив? Така, тоа е прашањето на стручниот кадар, дефинитивно едно од поголемите болки во наводници, не само во пинг-понгот, и во други спортови, и ние тоа е адресирано кај нас. Ние се обидуваме, да направиме некои инвестиции каде што ги обучуваме нашите тренери, ги испраќаме на некоја обука. Еве имавме една добар настан во ова година во месец август, имавме сертификација од Светската федерација, организиравме обука за напредно ниво на тренери, каде што повеќе од 10 тренери од државата учествуваа, добар дел постигна и задоволителни резултати. Веќе имаме сертификација на неколку тренери на второ ниво. Пред 3 години во текот на короната организиравме сертификација за прво почетно ниво за некаде 20 тренери, така да континуирано работиме, идентификуваме проблемот, дали е доволно, најверојатно не. Инвестираме на пример и во стручен кадар, пред некое време ангажираме од страна селектор, имаме еве од соседната земја од Србија, како некоја форма за зајакнување на нашиот стручен тим, така да со повеќе систематски мерки, нешто органски да пораснеме, нешто преку аквизирање, преку купување, така да се обидуваме со повеќе мерки да работиме на ова прашање. Инаку прашањето е прилично валидно и за овој спорт. Без квалитетен стручен кадар нема да можеме да постигнеме и врвни резултати. А овие обуки што ги споменувате дека се обучуваат нашите тренери, дали ни даваат во праксата резултат? Дали забележувате дека подобра работа? Трендовите се подобри. Дали е, ние да кажам, ние сепак почнуваме да се мериме со балканските земји. На ниво на Европа, пошто сме почнати да кажем од некое почетно ниво, во пинг-понгот имаше некој период на некој гап од, да кажем, подолг период, каде што релативно имаше некоја неактивност. За среќа последните 6-7 години покажуваме некои, да кажем, знаци на опоравување. Дали е доволно, реков не, имаме уште за работа, долг ќе биде патот, но првите сигнали покажуваат и на некои последни турнири, веќе стануваме релативно конкурентни со, да кажем, од регионален аспект, така да тоа ни се почетни знаци дека со поинтензивна работа, со поголема фокусираност, за некој период полека ќе се појавуваат резултатите. Ништо нема случајно да дојде, ние не очекуваме чуда со само неколку години работа, тоа треба малку подолго време, затоа што немаме некоја долга. Имало историја, па имало некоја празнина, па пак почнуваме, така да се надевам дека ова тркало ќе биде продолжено и дека ќе фатиме некој подобар, да кажам, чекор. Знам, можеби е неблагодарно од една страна, но може ли да издвоиме, имаме ли некои сериозно добри поединци во пинг-понг, без разлика дали се возрастни или се деца или се помлади? Супер е да има голема бројка, но супер е да имаме асови примери кои што ќе ја повлечат приказнава дека може. Морам да признам дека нашиот како федерација поголем фокус во моментот е на младинските категории. Тоа можам отворено да го кажам. Имаме многу квалитетни сениорски играчи, но поголемиот дел од инвестициите што ги правиме сега како федерација, ги правиме во младинскиот спорт. Секако ќе се обидеме, нема да ги заборавиме и сениорските категории, вклучени се во националниот систем на надпревари, се вклучуваат од ова година, ќе се вклучиме во квалификациите за европско првенство, веќе нема такво директно учество на европски првенства во сениорска категорија, треба да го заслужиш преку некој систем на квалификации, така да направивме напор од ова година да ги вклучиме и сениорите, бидејќи тие се битна алка за нас.
затоа што без добри сениори па ни нашите младинци не можат да работат. Така да, у принцип, сакаме да направиме некоја холистичка слика, некоја поголема слика и да се обидеме да направиме приказна за сите. Важно е, нели, и структурата на федерацијата каква е, во смисла дали таму има луѓе кои искрено го сакаат овој спорт, а не да се само на некаква позиција, да не толку многу им значи пинг-понг. Прво за вас кажете ми, вие играте пинг-понг? Еве ќе почнам од мене. Јас сум волонтер во оваа работа, значи професионално сум ангажиран и единствен мој мотив е големата љубов према спортот. Инаку, ако ме прашаш сега, јас сум, значи, мојот ангажман и не дозволува, можеби многу, но целокупното мое слободно време го инвестирам да се обидам во пинг-понгот, за да можеме да помогнеме како некои општествено одговорни личности. Мислам дека тоа треба да биде знак и сигнал и дека повеќе луѓе кои што на професионален начин се ангажираат, имаат можност, имаат знаење, имаат капацитет, треба да се вклучат и да бидат општествено одговорни и да затоа да можат да помогнат на некој. Така да во нашата федерација во принцип, почнувајќи од мене, релативно е волонтерска и имаме прилично добра структура, но луѓето што работат на овие клучни места во федерацијата се со некои дополнителни ангажмани надвор од професионалното. Дали е тоа најдоброто решение? Најдобро не. Најдобро решение е да се професионализира, но и ќе дојдеме најверојатно до таа точка за неколку години. Само тоа да биде ваша работа, професија, ангажман. Сакаме да биде на најврвно ниво и резултатите, треба да има професионализација. Но за почеток, ова ние што го правиме во моментот е прилично фина приказна за да може да почне, а на некоја точка на време јас се надевам дека ќе го предадам и на некое професионално ниво. Дај Боже, не ми одговоривте, само играте пинг-понг. Играм пинг-понг, да, сум играл и како да кажам уште од млади години, сега сум би рекол полуактивен, се јавувам од време на време во националниот систем со играње, повеќе за тренинг, бидејќи овој спорт, да кажам, можеш да се практикува од млади години па до некаде 70 години, ова е цела индустрија, на светско ниво се прават и такви ветерански турнири, така да приказната во овој спорт е тука, ние се надеваме дека ќе ја водиме и ќе ја промовираме и на некој повисоко ниво. Да, дај Боже да е така. Има уште една интересна и многу добра работа врзана со овој спорт. Не важи стрикно за машки спорт. Жените исто така сакаат да го практикуваат. И сега, каков ни е соодносот во Македонија? Имаме доволно дами? Мислам дека, да, се уште можем да кажем дека момчињата, не би рекол доминираат, како бројка се малку повеќе, но ние посебно внимание обрнуваме на женскиот спорт. Немате целосен дефицит на жени, да. И имаме активно фокус на младинските лиги, да кажем, во женска конкуренција. Тие се прилично, да кажем, паралелно. Тука нема никаква какви турнири имаме за во машка конкуренција, такви турнири и категории имаме за во женска конкуренција. Само да споменам, ние на почетокот кажав околу нашиот национален систем, ние имаме национален систем кој почнува од 11 години. 11, 13, 15, 19, 21 сениори. Можам да кажам дека ретко кој вака екстензивен национален систем и тоа е причината зашто нашите викенди се нон-стоп зафатени и зашто нашите деца нон-стоп имаат за играње во текот на, да кажем, двете полусезони. Добро. Сега децата, рековме, ќе се надпреваруваат во Скопје, тоа деца од цела Европа. Спортски центар Јане Сандански, така, нема да биде прв пат. Вие го трансформирате, но дури на момент не личи на Јане Сандански во позитивна. Во овој период од 24 до 28 и со неколку дена подготовки ние го зимаме, го окупираме во наводници целиот центар, значи и големата сала, и малата сала. Барањата за организација на ваков настан се прилично високи. Можам да кажам дека ние имаме среќа у наводници затоа што сме релативно стабилна и финансиски федерација и ние не да кажем не базираме или не зависиме многу од други чинители во однос на опрема. Ние имаме моќен спонзор од Германија кој што исто така не помага, една врвна фирма. Така да ние сме капацитативно, инфраструктурно сме моќни да го организираме ова. Значи за не разберат гледачите, вие ја изнајмувате, ја земате салата и се она внатре што ќе има дополнително, се што треба во однос на маси,
подови, рингови, опрема, да кажем, целото тоа е собственост на федерацијата, така да ние сме прилично од капацитет можеме да одржиме, да не кажем, ако имаме доволно голема сала и светско првенство. И светско, браво. На крај ќе ми објасните околу ова, зашто ова е важна тема и треба да биде пример и за другите, но пред тоа, колку луѓе ќе дојдат во Скопје заради тоа што спортот како приказна сама за себе е одлична и моја омилена очигледно, меѓутоа тоа ќе придонесе за промоција на овој град, тоа ќе придонесе за многу други нешта кои доаѓаат заедно со спортот. Ние кога работиме, еден од мотивите е ова, сакаме да бидеме активен чинител. Само за себе, само за да го организираме првенството или за да можат неколку наши играчи да играат, мислам дека не е доволен мотив. Ние сакаме да бидеме партнер кој што прилично активно и прави поголема приказна. Така да, тоа е едниот од нашиот мотив. Второ, со ова ние што го правиме, прилично ја луѓето од Европа, па и од свет, поврзано со претходните турнири, ја запознаваат и државата, нашиот главен град, нашата држава, така да на крајен денот има и некоја друга економска, да кажем, економски мотиви во ова. Значи, 31 земја ќе учествува, што е прилично фасцинантна бројка. Некаде околу 120 играчи во машка и во женска конкуренција и очекуваме некаде околу 200 вкупно гости кои што ќе дојдат во овој период. Со делегации, тренери, така е. Морам да кажам дека во таа недела ќе биде вистинска недела на пинг-понгот, затоа што целото раководство на Европската федерација ќе биде овде и нивна ќе биде неделата овде за состаноци, за да одржат, така да ќе го имаме и кремот и за од гледна точка на администрација и од гледна точка на играчи. Морам да напоменам дека ќе имаме и неколку бивши врвни спортисти од светски калибар како гости. Значи, ексклузива е прв пат сега ќе кажам, мислам дека дури ниво пинг-понг заедницата не го знаат ова, ќе ни биде гостин Владимир Самсонов, тоа е едно лице од Белорусија кое што е врвен играч, бив светски првак, олимписки, така да ќе биде гостин како представник на нашиот спонзор Типхар во државата, ќе го имаме гостинот од Хрватска, исто олимпиец, првак Зоран Приморац, така да тоа ќе дадат некое, да кажам, тежина и некоја јаготка на шлаго. Така да еве за прв пат во емисијата ги кажам овие два моменти, така да и нашите млади играчи ќе имат можност да се сретнат со овие врвни. Може ќе украдат некој трик, што би се рекло. Абсолютно. И еден совет е доволно, а и доволно е сатисфакцијата тие луѓе да се тука да бидат мотив, така за младите луѓе. Македонија ќе има 4 надпреварувачи. Колку машки, колку девојки? Балансирано ќе биде учеството, имаме право како домаќин, значи овде се работи сепак за рангирани играчи, морам отворено да кажам, ние како домаќин имаме право на тие 4 вайлдкарти. Добро. Така да 2 ќе искористиме во женска конкуренција, 2 во машка, наши млади играчи ќе бидат учесници. Во женска категорија, еве ќе го споменам името, ќе имаме и шанса можеби една од девојчињата да ја слушнеме за како таа го гледа ова, значи Фани Јовановска од ППК Берово, некој по потекло од Крушево, Изабела Ковачевска од ППК Берово, по потекло од Берово. Во машка конкуренција ќе ги имаме Лука Стојчев и Нико Доага од Крушево, едниот член и двата членови на пинг-понгарски клуб Младост од Прилеп. Така да ќе сме представени. Децата се по потекло, ма играат и за други градови, така да на други клубови. Така да четворицата со нив се работи активно. Во текот на декември учествува на некои подготовки. Значи бевме во Србија, играа на неколку турнири во Нови Сад, во Подгорица. Да почувствуваат меѓународна цена сега. Сега работиме во рамките на можностите да им овозможиме соодветни подготовки. Ќе се подготвуваат и во Скопје сега пред почетокот. 5 дена активно ќе работат со нашите тренери, така да се надеваме. Реалистични сме, значи сакаме да се представа добро, во најдобро светло, не очекуваме спектакуларни резултати, значи морам да бидам искрен, но се надевам дека сепак добро ќе се представиме. Ова нема да ми биде прв настап на Европско првенство, веќе сум учествувала 4 пати, ова ќе ми биде 5. Се надевам дека ќе има интересна игра, исто така дека ќе соберам многу големо искуство, бидејќи играме со најдобрите во Европа. Мене пред се ми представува многу голема чест и се надевам дека ќе представам Македонија во најдобро свет.
Овој година се надевам дека и понатаму ќе продолжам да тренирам пинг-понг, да имам напорни тренинзи и можеби да ја исполнам мојата желба да освојам медал на европско. Статистиките велат дека надпреварувачите од источните земји некако котираат највисоко на меѓународната пинг-понг сцена. Дали е тоа се уште така и во 2024 веќе? И покрај обидите на европскиот континент и другите континенти да се борат, да кажам, да фатат некој ритам, чекор со земјите од Азија, ситуацијата е како што ја најавивте, сепак лидерството, значи водечките земји доаѓаат од Азија, например Кина, Јапонија, зборам, така да овде и Тајпеј. Се обидува од Европа, например, Франција, Германија, има некои знаци, Шведска, да се фаќа чекор, но се уште доминантни се овие земји, инаку Европската федерација се обидува преку активни, да кажам, мерки да се бори за фаќање на ред, и чекор со овие земји, но се уште, да кажам, доминацијата е овде. Се надевам дека за неколку години има некои, да кажам, надежи од европскиот континент кои може да направат изненадување, можно е за неколку години да има некој благ приклучок, би рекол. А на што би кажале ли ова, на што се должи? Има нешто и во нивниот генетски код или само нивниот начин на тренирање? Покрај генетиката, мислам дека тоа е претворено на ниво, нивната работа е претворено на ниво на наука, се почнува многу рани години. Само што продел? Па да не биде така, на некоја трета, четврта година веќе се активни. Овде се почнува релативно покасно, тоа е професионализација, имаат специјални академии, школи за пинг-понг, каде што децата уште на млади години се запишуваат и учат школо и интензивно некаде по 4-5 сати на ден, секој ден поминуваат во сала. Тоа е рецептата за успех, така да во моментот тешко да се најде таков пример во остатокот од светот. Кај нас е само една паралела, далеку сме од професионализација, ние се обидуваме да правиме професионална, нели, некоја лига која што личи, но за жал тешко е самото поднебие, самото општество се уште не промовира, да кажам, за разлика во фудбалот и кошарката, да кажам, за да ја направиме професионализација. Но како ме прашате мене, резултат и начин како да се успее е професионализација од најмлади години, ама ќе треба повеќе аспекти да се кај нас тоа се уште тешко и во најпопуларните спортови, така што затоа кажувам, ние се обидуваме, нели, да одржиме професионална лига, но внатре во пинг-понгот, не само кај нас, многу е тешко да заработиш доволно за да екзистираш од овој спорт. За жал би рекол. Ако еве како некоја паралела, мислам дека само првите 50 до 100 играчи на светската ранглиста тоа може да си го дозвол, што е можда да признаеме дека е мала бројка наспроти сите останати кои се занимаваат, се многу. Ве разбирам. Верувам ќе им значи на гледачите што доколку некој од нив сака да дојде сето тоа да го гледа, ќе биде ли слободен влезот? Знам дека за пинг-понг човек да следи од страна оди малку потешко. Не е многу често да видиме исполнети арени каде што луѓето следат пинг-понг, но тука верувам ќе бидат родители, пријатели на учесниците, а можеби некој што едноставно само сака. Ние еве и ова присуство мое овде еден апел, значи еден повик, да кажам, на луѓето не само од главниот град, туку од целата држава. Ние намерно тоа го дозволуваме слободен пристапот, иако веќе комерцијализација настапува и во овој спорт, например, се наплаќаат карти, влезници, така да тоа е тренд кој што и овде, значи, длабоко е навлезен, посебно во Светската федерација. Ние локално, нормално, заради цели на промоција, ги отвараме вратите на салите, слободен е влезот, ги повикувам, да кажем, граѓаните на главниот град и цела држава да дојдат во овој период од 24 до 28 да уживаат во играта, значи имаат што да видат. Можеби тоа ќе биде повик и за нивните дечиња да се анимираат, да се активираат, ќе уживаат, имаат целодневен, да кажем,
кажам, програм. Да, во текот на целиот ден ќе можат. Од сабајле почнува во 9, завршува до некаде навечер, така да интензивно ќе можат овие денови да ги поминат овде, повики за еве и за да кажам поблиската околина околу салата, ова ќе биде убав момент. Навикнати се во аеродром да следат спортски настани, зошто да не и овој, нели? И така да и самата инфраструктура, самиот изглед на салата ќе видат нешто невообичаено. Да, реков, вие трансформирате, ќе им биде поинакво искуство од досегашното за кошарка или ракомет, што најчесто гледаат во таа сала. Тоа ќе биде убава прилика да искористиме уште еднаш да ги повикаме сите луѓе да дојдат во овој период и да не пратат и да не следат на ова европско првенство. Македонија и нашиот закон за спорт и нашето финансирање на спортот е такво какво што е. Стручните лица полемизираат како тоа да се подобри. Меѓутоа, во меѓувреме, секоја федерација, секој клуб има прилично одврзани раце да обезбеди и самофинансирање, и подобри спонзори, на крајот од денот и пари од странство, се со цел спортот, клубот да биде подобар. Вие рековте, ние сме стабилни во поглед на финансиите. Ме интересира како тоа го постигнавте, зашто без разлика дали ваучер од државата имате или не, тоа не е доволно за да вие имате се што споменавте до сега. Како? Зошто имате странски спонзор? Еве, имаме многу клубови големи во Македонија кои немаат странски спонзор. Никој не му паѓа на памет да дојде и своите пари ги инвестира тука. Ова е прилично комплексно прашање. Можеби еве убав е моментот да споделам некој мое искуство. Јас сум професионално сум ангажиран да менаџирам некои финансии, се обидувам и некои мои знаења, искуства да ги пренесам во овој дел. Овде не сум ниту па ми е идејата да се жалам на недоволните средства. Ние можем да кажем дека во моментот оперираме, секој пат може подобро, али сме прилично задоволни. Јас се обидов како да кажем, како принцип на работа, да обезбедиме како федерација, како раководство, да обезбедиме и да бидеме активни, да обезбедиме повеќе средства во однос на тоа што треба да ни даде државата. И тоа беше некој лајт мотив и кога дојдов, дека доколку само базираме дека треба целокупното финансирање да дојде од државата и дека ние треба да работиме само со тие средства, мислам дека тој модел е прилично невозможен. Дури ниво помокните финансиски држави не постојат такви концепти и затоа е прашањето и тоа е повик дека самите федерации треба да се имаат сопствени модели, концепти како ќе ги финансират. Ние се обидуваме тоа да го примениме во практика. Јас сум среќен затоа што со нашата активност, со нашите проекти ќе ги крстам и надвор и внатре, па на крај на денот и со ова европско првенство што го правиме. Сами се трудите, така? Се трудиме, јас сум прилично активен во обезбедување на поддршка од повеќе, да кажам, чинители, така да ние за среќа да кажам, средствата и буџетите не ни се целосно зависни од државата. Нормално ние ги почитуваме сите средства, но се трудиме самостојно да обезбедиме во процент кој е поголем од државното финансирање. И тоа е модел кој што треба сите да го практицираат. Значи е возможно. Тоа затоа сакав ова да го кажам. Тој модел е возможен. Ако веќе некој успел, веројатно можете и другите. Ние дури размислуваме како федерација за инфраструктурно зајакнување, значи не чекаме, ние буриме, да кажам, со проблем на простор и сакаме да направиме еден исчерко, бидејќи без собствена инфраструктура не можеш ни да се развиваш. Во моментот користиме, рентаме, плаќаме кири, значи не сме наши домакини, но сакаме нешто свое да направиме. Еве, ние имаме идеја сега да направиме и наш национален тренинг центар, каде што интензивно ќе се работи, каде што ќе бидат поставени масите, каде што ќе нема да биде придвижување, местење, затоа што тоа се неефикасни, да кажам. Се губи време и така натаму, да. Еве, тоа е, да кажам, еве, ќе искористам приликата дека... Сакате да кажете, подготвени сте за такво нешто? Да, подготвени сме, активно работиме, еве, со државните институции, да ни помогнат нешто да
да обезбедат некој објект кој што ние ќе го превземеме, руиниран, да го изфинансираме, да го направиме, па дури и да изградиме нешто наше со наши средства, така да можам да кажам дека еве до тоа ниво дојдено е, така да се надевам дека ќе имаме среќа да добиеме и дека следната година до две ќе се вселиме во наш објект. Така да тоа е еве една порака и моја ќе биде, да кажам, еден лајтмотив кој што ќе ме води во следната година до две. Браво. Да. Многу ви благодарам. Јас сум среќна што се запознавме, но што и денес имавме еден сериозно, за мене барем, за мој вкус и за некои мои стандарди, убав разговор. Кажавте супер податоци, од кои што посакувам, благодарение на работата, да ги постигнете. Така ли? Да бидеме прво добри домаќини на едно европско, а потоа се друго што сте замислиле заедно со вашите соработници, пријатели, да успеете да го исполните. Ви благодарам уште еднаш прво на поканата. Сакам да искористам можноста да ве поканам како телевизија, како новинар, да не посетите во текот на Европското првенство, да ја осетите на лице место, да имаме малку пристапи до широката јавност со информации околу овој спорт, а јас лично еве заедно со раководството, со моите, да кажам, соработници, ќе се потрудиме овие ветувања што сме ги дале да ги исполниме и нормално се со цел да направиме добра патека на развој за нашите млади играчи и да постигнеме за некој разумен период од сега во некој циклус и позабележителни резултати. Ви благодарам уште еднаш многу, им благодарам и на гледачите кои што не следеа и овој пат. Поканети сте сите, слушнавте да бидете дел како публика, како љубители на спортот од ова европско пинг-понг првенство за млади надпреварувачи до 21 година, да дадеме поддршка и на нашите македонски репрезентативци, да биде еве ова еден убав начин генерално да го поддржиме спортот, но и сите заедно да уживаме. Уште еднаш благодарност за вашето внимание, а ние повторно се гледаме за точно 7 дена. Веќе добро го знаете нашиот термин на телевизија Телма.